Екипа, добро дојдовте во новото видео. Денес имаме тренинг за цело тело во теретана. Минатото видео на мојот YouTube канал беше тренинг за цело тело на шипки. А овој пат ви спремив тренинг во теретана, кој што може да го примените, особено за сите кои што сте почетници, па и понапредни вежбачи, кои што имате full body тренинзи во теретана. Ова е одлично. Значи вежбите се избрани и тренингот е концепиран така да го опфатиме цело тело, тренингот да биде доста квалитетен и буквално може да го примените во вашиот тренинг и да имате напредок. За разлика од минатото видео, кај што тренингот го започнавме со горен дел, или на шипки, овој пат тренингот го започнуваме со долен дел, а прва вежба ни се чучни. Односно, почнуваме со мускулната група квадрицепс задник, затоа што чучневи се основна вежба која што, да речем, се применува во секој невието и е некоја база која што сите треба да ги вметнете во вашиот тренинг. Дали ќе биде чучневи со слободна шипка, со тегови на машини и така натаму, ама денеска ќе се задржиме на основата. Прва вежба ни се чучневи. Сега ќе ви покажам како треба да изгледаат, а потоа ќе ви кажам и колку работни серии, колку повторувања и така натаму. Значи, шипката ја фаќаме малку пошироко од ширина на рамења. Легуваме скроз натре така што ќе најдете удобна позиција, односно кога ќе ги соберете лактите позади и ќе стеснете, треба негде да ви дојде шипката овде. Значи точно под врат, да не биде директно на врат, да не ви се јавуваат болки. Значи ја местите точно под врат да падне на рамења. Од тука зимате и идеме еден чекор назад. Од оваа позиција. Стапалата малку пошироко од ширина на рамења и благо ги отвараме прстите кон надвор. Од оваа позиција, како што ни се отвараат прстите, така идат и колената во страна. Полека идеме истовремено и седнуваме позади и со колената шириме во страна. Значи, кичма права, гради горе и идеме доле. Хоп, спушти убаво, горе. Горе не мора скроз да заколчувате, може да е благо свиткани колена и идеме доле. Чучни. Хоп, ајде уште една. Кога ја враќате шипката, влагате скроз натре, да сте сигурни, значи не идете една страна па друга страна, значи со двете истовремено, слободно удри посилно, остави и искочи. Тоа е тоа што сум несол за чучневи. Сега, за сите вежби денеска што ќе ги поминеме, имаме по 3 работни серии и 10 до 15 повторувања. Пауза помеѓу серии, значи помеѓу серии на вежбата што ја правиме е 2 до 3 минути, а пауза помеѓу една до друга вежба се 3 минути. Ова ни е прва вежба, кај што ги опфаќаме квадрицепс и задник. Сега се префрламе на коса клупа со бучици, загради. Ајде, може овде. Сега, значи од скроз права клупа ќе наместиме само едно погоре. Ова, значи овој агол, со тоа што затоа што имаме една вежба во тренингот за гради и да ги опфатиме буквално убаво целите гради, ќе го наместиме овој агол. Сега ќе ви покажам и како се прави. Значи зимате килажата со која што ќе правите, седнувате и теговите идат на колена. Сега, од оваа позиција иде прво една страна, па друга страна. Значи, полека се спуштате и се помагате со едната нога. 1, 2. Оп, легни убаво. Теговите покрај гради. Идеме горе. 1, контролирано спуштај. 1, 2, 3, задржи. 1, 2, 3, задржи. 1, 2, 3, задржи. 1. Кога завршувате, исто. Полека спушташ, хоп, креваш и враќаш на место. Како што ви напоменав, 10 до 15 повторувања, 3 работни серии. Ова го спуштаме. Трета вежба ни е задна ложа. Дојди со мене.
Идеме на лек крл машина. Значи со првата вежба ги опфативме квадрицепс и задник. Сега идеме уште задна ложа. Аголот помеѓу овој сунгер и овој сунгер треба некаде да биде вака. Значи во линија на овој сунгер да ви дојде и овој сунгер. Може и едно дури малце подоле, гледайте да не биде премногу горе, затоа што го кратите движењето. Значи, идеме од прилика овде, овој сунгер го местите на вас кај ви одговара. Значи, треба да дојде овде некаде. Сега ќе ви покажам. Значи, од оваа позиција колената идат доле под сунгерот, полека со вас доле си се фаќате, прстите, односно стапалата не се вака, туку идеме ова, повлечи. 1, задржи, 1, 2, 3, истегни скроз, пак. 1, 2, 3, истегни скроз, скроз горе, задржи и спушти полека. Опа. 10 до 15 повторувања, 3 работни серии. Трета, односно четврта вежба, а една единствена за грб во овој тренинг, ни е T-бар на справа. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што имаме една вежба за грб, целта ни е да го фатиме целиот грб. Значи и горен дел, и латисимо странично, и внатрешен, трапез секаде. Како ќе го направите тоа? Така што на оваа може да имаме 4 работни серии, од кои што 2 ќе бидат на овој хват, а 2 неутрално. Затоа што на овој хват кој ќе фатиме, сега ќе ви покажам варијација за горен дел и за трапез, а овој дел ќе го користиме за терес, латисимос и така натаму. Значи целта е, како што реков, да го фатиме целиот грб. Поставеноста е иста. Сунгерот доаѓа под гради. Првата варијација, фаќаме широко, ја земаме килажата со нас, се исправаме горе, значи не легнувајте, испрај се убаво горе и од оваа позиција прво влече трапез и грб, па потоа идат раце. Значи идеме ова. 1, задржи, лактите идат во страна, 2, задржи, 3, задржи, ова треба да иде. Оп, лактите во страна, давајте отпор, оп, врати. Сега, ќе ги мешате, прво иде прва серија вака, втора серија идеме на овие. Значи, изимаш овде и сега гледај, од оваа позиција лактите идат покрај тело. 1, спушти доле. 2, задржи, спушти доле. 3, задржи, врати. Значи, тука може да правите 4 работни серии, 2 на овој хват, 2 на овој хват, за да го фатите целосно грбот. Со гради грб, нозе завршуваме, сега се префрламе на раце, каде што имаме супер серија. Што значи супер серија? Помеѓу една и друга вежба немаме пауза, а помеѓу тие две вежби имаме пауза од 2 до 3 минути. Значи идеме прво со бицепс, па се префрламе на трицепс. Тој само да земаме на шипка. Добро. Значи, за бицепс имаме барбер крл. Ја фаќате малце пошироко од ширина на колкови, рацете се покрај тело, лактите се фиксирани и идеме. 1, задржи, пушти. 1, 2, 3, истигни скроз доле. Хоп, 2, 1, 2, 3. Хоп, стегни. 1, 2, 3. Хоп, 1, 2, 3. Кога ќе завршите со оваа вежба, ја оставате килажата и се префрлате одма на трицепс. Значи, помеѓу вежба и вежба нема пауза. Може овде да го искористиме, само ми треба јажето. Јажето, ево.
Значи, идеме од оваа позиција, еден чекор назад, повлечи јажето и лактите автоматски идат уз тело, покрај тело, не се напред, повлечи покрај тело, од оваа позиција, повлечи доле, расшири во зглоб, не го шири јажето, значи не го ширете јажето, туку расшири доле во зглоб. Еден, задржи, пак идеме, 1, 2, 3, лактите се во место, 2, 1, 2, 3, лактите се во место, хоп, задржи, 1, 2, 3. И сега следува пауза. Откако ќе направите оваа вежба, па оваа вежба, идеме пауза. Тоа се вика супер серија, каде што кратиме на време, значи за да не се одолжува тренингот, а искрено многу подобра пумпа има кога ќе комбинирате бицепс и трицепс заедно. Мене така лично поише ми се свија. Последна вежба за денешниот тренинг е стомак. Дојдете со мене да ви покажам. Инклайн, коса клупа, кранчес ќе правиме. Со тоа што ќе најдете, не знам, ако има нешто слично во вашата теретана, ама претпоставам има затоа што оваа клупа секаде има. Значи ја кревате скроз горе. Ово иде скроз горе, да дојде овој агол. Легнувате. Со рацете се држите овде за оваа шипка, нозете исправени и треба да се фокусирате со колената да ги допрете лактите. Значи иде овде, хоп, 1, врат, 2, доле, 3, 4, 5, опа. И со оваа вежба завршува вашиот тренинг. Буквално го фаќаме цело тело. Значи сите мускули на нашето тело, почнувајќи од квадрицепс, задник, задна ложа, грб, гради, трицепс, бицепс. Искрено се потрудив да најдам што поедноставни вежби, кои што ќе може да ги изведувате и ќе ви донесат резултат. Немој многу да филозофирате со тренинзите. Овој тренинг може да го практикувате буквално како еден дел од вашиот сплит и вакви 3 тренинзи во текот на неделата, каде што ќе може само да направите неколку измени, да речам во наредните 2 тренинзи што ќе ви бидат. Може да направите програма full body. Овој тренинг нека ви биде пример. Наредните 2 може само да направите мали измени околу вежбите за гради, бицепс, грб, трицепс и така натаму, да најдете соодветни вежби кои што исто така ќе го фатат цело тело и буквално само повторувајте го ова едно исто и верувајте дека ќе има резултат. Тоа е тоа. Чекај сега да снимиме одговори на прашањата што ми ги поставувате на мојот Инстаграм профил. Само да имам телефонот кај ми. Ево. Дали може да се изгради добро тело без броење калории? Може, ама мора да сватите. Значи, доколку почнувате од нула и немате никаква представа што се калории и храната која што внесувате, колку всушност таа има калории и така натаму, мора тој дел да го помините. Верувајте, не е ништо комплицирано. Вагата, броиш, мериш, ако толку ти представува проблем, најди некој тоа што ќе го прави за тебе. Немој да бараш таму изговори, не е ништо комплицирано. На почетокот ќе ти биде, да речам, потребно да ги броиш, ама кога ќе направиш некаков резултат и кога ќе стекнеш навика и дисциплина, после можеш многу лесно да манипулираш со храната. Така да мораш, доколку се наоѓаш на почеток и воопшто немаш никаква представа. Дали cheat meal е окей еднаш неделно? Не е окей. Не од причина затоа што нешто ти ќе расипеш. Знам по себе и знам со доста работа со клиенти, ако ти си зацрташ еднаш неделно cheat meal, автоматски цело време мислиш на тоа. Кога ќе дојде тој оброк, и цело време леле, сега ако си јадел у среда, сега морам наредна среда да чекам, си отишол утре за утре најде на роден ден, она се стискаш за у среда да јадеш. Тоа е многу погрешен пристап. Многу поише треба да се работи малце од психички аспект и така натаму, кога се работи со, да речем, поврзано со таа храна, таков вид на храна, немој да се казнуваш, ама треба да си свесен доколку имаш некаква цел да ја постигнеш, колку таа храна ќе ти пречи за целта што нели треба да ја постигнеш.
Немам ништо против, ама имајте, речам, представа каква храна внесувате и колку е тоа добро за вас. Мислиш ли дека булк е само за прејадување и јадење што сакаш? Па многу лесно може да се извади од концепт тоа булк и натрпавање калории и храна, ама дека е неопходно за да додадеш мускулна маса значи мораш да си во некој калориски суфицит и се зависи. Не мора да значи кај сите, може и кај некој што има премногу телесни маси и така натаму и е почетник, воопшто не мора да е во некој калориски суфицит за да додава мускул. Малце е по-комплицирана тема да не навлагаме, ама доколку се работи за некој skinny fat и така натаму или слаби сте, горе-доле мора поише храна да внесувате отколку што трошите за да изградите некакво тело. Така да не секогаш булк е добро за додавање мускулна маса. Суплементи или квалитетна храна? Секогаш сум за квалитетна храна. Јас лично од суплементи веј протеин не го сметам за суплемент, користам само креатин и што се однесува за магнезиум, кој што мислам дека е најбитен од сите тие суплементи и не можеме толку како сите други нели да се внесува преку исхрана, ама доколку би бирал еден суплемент, тоа би бил само магнезиум и тоа да речам форма бисглицинат мислам дека за сите ќе биде најоптимална. Се друго може да се манипулира со храната и воопшто не ви се потребни никакви суплементи за резултат. Кардио на празен стомак, да или не? Не, затоа што нема никаква поврзаност кардиото со губење на телесни маси и така натаму. Што значи кардио можеш да правиш и на празен стомак и во текот на денот, се зависи колку имаш време, ама резултатот ќе биде ист. Што мислиш за low carb диета? Штом се употребува зборот диета, немам никакво мислење за тоа. Не сум за никакви диети. Немој да се плашите од хидратите. Хидратите се гориво и воопшто не ги поврзувајте со, не знам, вишок на телесни масти и така натаму. Има и некој умерен внес и на хидрати, и протеини, и масти. Немој да исфрлаш ниту еден макронутриент. Сите се битни за нашето тело, така да не сум за никаква диета. И тоа е тоа што се несува за прашање и одговори. Екипа ви благодарам на сите што останавте до крајот на видеото. Искрено сакам на почетокот да спомнам, ама заборив. Горд сум на себе, а и на човекот позади камерата, затоа што пред колку има 2 месеци, има и више, кај што реков дека активно ќе снимам секоја недела ќе има видеа и стојам за тоа и верувам дека така и ќе биде и ќе продолжам, затоа што сакам ово да го правам, сакам да ви помогнам на било каков начин и да можам. Затоа го отворив овој YouTube канал, каде што ќе можам малце поопширно, подетално да ви пружам некое знаење и така натаму. Се надевам нели и понатаму ќе успеам и да снимам и почесто и така натаму. Доколку ве интересира некоја тема и сакате некако нешто подетално да снимам и така натаму, слободно може да напишете во коментар. Исто така, еве да ви кажам, од наредна недела јас ќе се потрудам, мислам јас ќе го направам тоа, не ќе се потрудам, ќе снимам плюс и други денови откако нема да бидеме заедно со него, а ако успееме и 2 видеа неделно веќе од наредна недела, тоа ќе биде одлично. Но да знаете дека се трудам и во план ми е да бидам почесто тука на мојот YouTube канал. Тоа е тоа. Се гледаме во наредно видео. Чао!